на Биби! О, каков прв училишен ден! Беше последниот ден од распустот. Биби и Боби си играа фудбал во дворот, но постојано зборуваа за утрешниот ден, за училиштето, за новите нешта што ќе треба да ги научат и секако за другарчињата што ги немаа видено цело лето. Колку ќе биде забавно утре на училиште! А додека Биби и Боби си играа, се смееа и се шегуваа со Зази, на гости дојде баба и на Биби. Здраво, баба! Здраво, умнице на баба. Дојди да видиш што ти купив. Што ми купи, баба? Што ми купи? Што? Сакам и јас да видам. Ајде, дојдете внатре. Сега ќе ви покажам. Јипи-рипи! А кога влегоа дома, баба Веса и подари на Биби една голема, убава книга со прекрасни цртежи. Биби, ова е подарок за тебе, за првиот училишен ден. Леле! Книгата на знаења! Јеј! Бабо, колку убава! Благодарам! Многу ти благодарам! Ајде да читаме! Јипи-рипи! Читајте, деца, само вие читајте. И да знаете, оваа книга на знаења не е обична книга. Не. А каква е? Таа е волшебна. Волшебна? Секако, кога ќе ја отворите, со неа патувате во нови светови. Сите волшебства на светот се отвораат пред вас. На вистина? Да, на вистина. Јипи-рипи! Бргу да отвориме книгата на знаења. Сакам волшебства, сакам да патувам. Бргу! Сега, веднаш. На вистина е волшебна! Леле, колку многу работи има во оваа книга. Боби, види, ова е се што треба да учиме на училиште. Ама има и многу повеќе. И многу позабавно. Јипи-рипи! Кој не би сакал да чита ваква книга? Види, Зази сака да научи да чита. Едва и чекам утре на училиште да им ја покажеме книгата на другарчињата. Колку ќе се изненадат? Сигурно не виделе досега волшебна книга. Сигурно! Вечерта, Биби и Боби не можеа да заспијат од возбуда, а утредента станаа многу рано и први пристигнаа на училиште. А набрзо почнаа да доаѓаат и другите другарчиња. Штом се насобраа сите нивни најдобри другарчиња, Биби и Боби возбудено им најавија дека имаат големо изненадување за нив. Подгответе се! Кога ќе отворам оваа книга, ќе видите што ќе се случи. Што ќе се случи? Епа ќе видите дека книгата е волшебна. Волшебна книга, прв пат слушам. Сега и ќе слушнеш и ќе видиш. А сега... 1, 2, 3 и... Ама што се случи? Каде се сите волшебства? И да не се расипала книгата. Како па да не? Книгите не може да бидат волшебни. Можат. Не можат. Можат. Може би можат, ама оваа сигурно не е волшебна. Ова е само една обична книга. Какво разочарување. Па што се случи? Зошто книгата не ги покажа сите волшебства на светот во мигот кога ја отворија? Биби и Боби многу се разочара. Веднаш по училиште ја побараа баба Веса, можеби таа имаше објаснување зошто книгата еднаш беше волшебна, а друг пат обична. И така, баба, кога ја отворивме книгата на училиште, не се случи ништо. Ама баш ништо. И Дина рече дека тоа било само една обична книга. Баба, ти рече дека е волшебна. И беше волшебна, ама потоа не беше. Зар не е секогаш волшебна? Деца, слушајте ме убаво. Книгата е секогаш волшебна. И не само оваа книга на знаења, туку секоја книга е волшебна. Само треба да знаеш да го видиш нејзиното волшебство. Секоја книга? Ништо не разбирам. Многу е едноставно. Нештата напишани во книгата
се тие што го даваат волшебството. Знаењата, приказните, цртежите. Но не секое дете може да го види тоа волшебство. Не може? Не. Но со упорност на другарчињата што можат, верувам дека секое дете ќе успее да види колку е волшебна книгата што ја има в раце. Што мислите? Чекај, бабо, чекај да ја отворам книгата. Јеј! Пак е волшебна! Јиперипи! Секако. И колку повеќе читаш, толку е поголемо волшебството. А сега да одмориме малку од волшебни книги и да пробаме една волшебна пица. Може ли? Може! Јеј! Волшебна пица срце! Направена со љубов. И така, од тој ден па се до денеска, секоја вечер пред спиење Биби си читаше од својата волшебна книга на знаење. И од сите други волшебни книги што ги имаше. Да, читаше за разни познати и непознати нешта, а читаше и многу сказни. Читаше понекогаш и наутро, и за викенд, и во автобус, и на излет, и во текот, и на летниот, и на зимскиот распуст. Да, му читаше и на Боби, им читаше и на другарчињата. На сите другарчиња. Да. И вам, другарчиња. Јеј! А сега, довидување во следната сказна. Чао! Другарчиња, знаете што? Па книгата на знаење на вистина постои. Ева! Во неа има многу корисни работи за на училиште и воопшто нешто што секое дете би требало да ги знае. Јеј! Затоа побрзете и побарајте ја во книжарниците. Чао! Еден, два и три, 4, 5 и 6, 7, 8, 9, 10, бројти со нас на глас. 1, 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8, 9, 10, бројти со нас на глас. Учи ти со нас, бројме на цел глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Учи ти со нас, бројме на цел глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Запеј ти со нас, броеви на цел глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Запеј ти со нас, броеви на цел глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата И. Здраво, здраво! Денеска ќе учиме буквата И. Еве ги, големата и малата буква. Ајде да погледнеме како се пишуваат. Големата буква И се пишува вака. А малата буква И се пишува исто како и големата буква И. Лесно, нели? Најлесно. А сега, ајде да играме на буква. Ајде, ќе погодуваме предмети, појави, животни, растенија, имиња на буквата И. Да почнеме со животните на И. Еве, јас. И. Ирвас.
И игуана. Ха-ха, си знам се си знам. Не си знаеш баш се, бидејќи има уште едно животно што го знам на буквата И. И тоа е птицата ибис. Ибис. Не сум слушнал такво нешто. Ибис е птица од родот на штрковите, која старите египќани ја сметале за света птица. Интересно е, да. Интересно. Е повторно збор на И. Јеперепе. И има уште нешто, постои и цвеќе што се вика ирис. Ирис. Да. Тоа е истото цвеќе како и перуника. Но јас знам дека ирис е нешто друго. Тоа е обоениот дел од окото. Оној што се наоѓа околу зеницата. Тоа е точно. Тоа е ирис на вистина. Што друго знаеме на буквата И? Например, игра, како нашата игра. Игра на знаења. Сте играле, другарчиња? И играчки, како нашите омилени играчки. Да. А сега, другарчиња, да погодуваме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата И на почетокот на зборот, каде во средината од зборот, а во кои зборови ја има два пати. На почетокот на зборот ја има во игла и во игло. Игло е кукичката во која живеат ескимите. Јеперепе. А на средината од зборот ја има во малина и во боровинка. Да, вака. А два пати ја има во средината на зборовите. Мисирка, пингвин и виолина. А во јиперипи ја има дори 4 пати. Така е. И дојдовме до крајот на оваа видео. Гледајте не повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе ја учиме буквата Ј. Ја, како јаготки. Ням. Ј, како јакси Боби. Довидување, другарчиња! Кој прашува, не промашува. Месечина. Чичко татотино. Офлеле, здраво Бибуш, здраво Боби, веќе е темно, не треба да сте во пижамчиња малку. Само едно прашање и знаеме. Вечера, туш, заби, пижами, приказна, сон. Сакам јас да го прашам. Добро, ајде, прво ти па јас. Чичко татотино, зошто месечината свети? Ти реков јас да прашам. Не знаеш ти. Тато, не зошто, туку како. На кој начин свети месечината? Одговорот на прашањето зошто и како свети месечината е ист. Месечината не свети. Ама, Чичко татотино, ти изгледа треба да одмориш малку од компјутерот. Па како не свети кога неа си свети? Еве до тука свети. На вистина треба да одморам од екранов, Боби, но тоа не го менува фактот дека месечината, реков, не свети. Зошто е толку светла тогаш? Затоа што рефлектира, одбива, а што? Сончева светлина, Боби. Дали може да ми го поземиш ова јаболко? Може, ако е за кратко. Дојдете тука кај глобусот, Биби. Ти ќе бидеш, на пример, сонцето. Така. Стој таму. Стој, мирна, така. Земи ја батеријава и вклучи ја. Чекайте, а јас што ќе бидам? Ти, Боби, со јаболкото ќе бидеш месечината. Како? Прво, знаеме ли што е месечината? Знаеме, месечината е природен сателит на Земјата. Така е, Бибуш, така е. А знаеме ли што значи тоа? Јас за сателити знам. Дека Чичко ми има сателитска антена. Така, значи, така. Не е така. Природен сателит е помало небесно тело фатено во гравитација на поголемо небесно тело.
природниот сателит цело време кружи околу во нашиот пример планетата Земја. Аха, сега јас да кружам околу глобусот? Да. Добро. Ама кој ја наместил месечината да кружи така околу земјата? А научниците сметаат дека најверојатно пред неколку илјади милиони години се случил судар на две небесни тела и така голем дел од двете тела од силината на ударот и топлината се споил во едно небесно тело и тоа е Земјата. А остатокот материјали од судирот со тек на милиони години вртење, судирање, спојување се создало уште едно небесно тело и така настанале и Земјата и месечината. Месечината е 4 пати помала од Земјата. А татуш, а колку време и треба на месечината да сврти околу земјата? За да сврти еден круг околу Земјата на месечината и се потребни 28 дена. Затоа ние имаме 12 месеци во годината. Разбирате, месеци. Месечина. 12 се. Затоа што месечината прави 12 круга околу земјата за една година. Јипи. Чичко Татотино, уште да се вртам со јаболково. Малку како ми се подсврте. По зависност од тоа каде се наоѓа месечината во однос на Земјата и Сонцето, таа добива различни форми. Знам, тото, има цела месечина и полумесечина. Така е. Имаме млада месечина кога нема сонце на неа и е целата темна и не се гледа. Кога е осветлена целата месечина ја викаме полна, а кога Земјата фрла сенка на неа се прави како мало српче, како буквата С. И таа е полумесечина. Боби, признај голем грис од јаболкото тебало. И многу е близко, нели? А луѓето биле на месечината? Од сите небесни тела, таа ни е најблиску, Боби. Од тука до месечината има 385.000 километри и до неа може да се стигне за 3 дена. Ама со ракета. Во 1969 година американскиот астронаут Нил Армстронг бил првиот човек што стигнал на месечината. Тој пристигнал со вселенското летало Аполо 11 и бил првиот човек што стапнал на друга планета или небесно тело. Многу е убава месечината. Штета што имаме само една. Да, навистина е убава. И за неа се напишани илјадници песни и приказни. Нејзината убавина е опеана на сите светски јазици. Јас ја дојадов месечината. Да не требаше уште нешто да покажуваш, Чичко Татотино? Не, на здраве нека ти е, Боби. Значи, месечината е како големо огледало на небото. Сонцето си свети во неа, а таа ја одбива светлината кон нас и ни помага да не ни е темно навечер. Токму така, Бибуш, токму така. Кога сме веќе кај темно и навечер, што се договори? Да. Вечера, душ, заби, пижами, приказна, сон. Јас веќе почнав да вечерам. Изедов една цела месечина. Навистина има многу песни за месечината, да. Еве, татко ми постојано пее една песна со месечина. Ама изгледа само кога го боли грлото. Месечина, месечина, јој. Да, го боли грлото, да.